Суди и обвинители стануваат оние за кои партиите процениле дека се подложни на влијание и со кои може да се манипулира. За уништувачката матрица која е длабоко во македонското правосудство се виновни и двете страни. Политичките елити и правосудната фела без кредибилитет. Дека состојбата во правосудниот систем е катастрофална реагираат сите без исклучок, дури и експерти, кои важат за поддржувачи на актуелната власт. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права се децидни. Политичарите го сакаат правосудството затоа што е моќно орудие за одржување на власта и за плаќање на долгови кон коалиционите партнери. Ако сакаме правдата да дојде преку судството, мора конечно да се спроведат корените реформи. Зборуваме за една моќна матрица која што е спој на двете работи. Прво политичкото влијание, стравото тоа дека ќе се изгуби функцијата, но и нивната подложност на влијание. Меѓутоа, што очекувате? На тие, значи, стануваат суди луѓе кои што партиите многу добро процениле дека ќе потпаднат под влијание. Има совршени млади луѓе кои што имаат и интегритет и се професионални, сакаат да си работат својата работа, сакаат да има правда во Македонија преку судството. Меѓутоа тоа никогаш нема да можат да дојдат до таа позиција. Проблемот се провлекува со години, смета Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење, а причината е тоа што нема никаква активност за долгорочни решенија. Поради отсуството на каква било активност која што би придонела кон долгорочни и одржливи решенија за да се подобрат состојбите во судството, фактички само се калемат проблемите еден на друг, се заплеткуваме во многу голем јазол од кој што сега е многу тешко да се отплеткаме без да биде направена макар колатерална штета во процесот на тоа. Амбасадорите на Холандија, Австрија, САД и ЕУ се едни од најгласните, но не и единствени кои го критикуваат судството. Според невладиниот сектор, веќе ни овие критики не помагаат, се додека политичките елити не се освестат и конечно почнат да работат во интерес на граѓаните. Во спротивно, катастрофалниот процент на довербата во судството, коруптивните скандали и криминалот уште долго ќе ни одзвонуваат на патот кон Европската Унија.